мајка кој што официјално го започна својот киноживот од вчера. Сите ние официјално денес повторно може да ги закажеме своите термини со филмските проекции, да што ќе го погледнеме и долго очекуваното стварување кое што носи една длабока инспиративна приказна заснована врз животот на мајка Тереза. Еден интимен портрет. Тоа може кусовака да го погледнете од филмскиот трейлер за инспиративната приказна заснована врз животот на мајка Тереза. Интимен портрет на една од највлијателните хуманитарки на 20 век, фокусирајќи се токму на нејзината внатрешна борба, верба и мисија. Главната улога е толкова светски познатата актерка Номи Рапас во друштво на Никола Ристановски и Силвија Фокс. Инаку, ова е вистина едно од оние филмски остварувања поддржано од бројни европски и светски филмски институции, едно кинематографско остварување. Продуцент е нашата Лабина Митевска, која што утринава дете ја имаме директно токму од Брисел, чинам, и ќе говориме секако и за меѓу другото премиерата на престижниот Венецијски филмски фестивал, отворањето на програмскиот сегмент Хоризонти, кој што е посветен на иновативните дела. Јас би рекол дека официјално ќе потенеме за момент во светот на македонската кинематографија преку сега веќе меѓутоа ќе кажам, беше еден од најочекуваните филмови на годината. Овој филм не само што ја раскажува токму оваа легендарна хуманитарка, туку и не отвора прозорец кон можеби човечката душа, едно интроспективно патување, борбата помеѓу сомнежот и посветеноста и силата на несебичната љубов. Лабина Митевска-Утрова, актерка и филмска продуцентка, чие име е символ на посветеноста, на уметничката визија и стремеш кон создавање филмски дела кои што ја слават македонската култура на светската сцена, во живот Брисел, утрово со нас на фреквенција на Телма. Лабина, добро утро и колку што ме држи добро сеќавање и меморија, чинам дека ова можеби е и прво наше вака заедничко интервју и вистина ќе посакам во некоја следна блиска иднина да те имаме во официјално и физички во студиото на Телма. Добро утро, фала ти многу за прекрасното представување и да, Телма секогаш за мене била една од најважни телевизии у Македонија, така да се надевам дека почесто ќе се гледам. Честа е обострана, вистина го посакувам тоа, со оглед на тоа дека и како ваш фан и филмски конзумент на се она што сте го направиле заедно секако со сестрата твоја, апсолутно мислам дека секој пат заслужува и френетичен аплауз. Па и незалудно денеска говориме за истиот. Да не го должам времето, бидејќи знам дека ние кусо, а и квалитетно да го искористиме, би сакал да те прашам лично како се чувствуваше прв пат кога можеби го прочита сценариото за мајка, дали веднаш можеби имаше чувство дека ова ќе биде проект кој што на некој начин во ова животно поглаве ќе ја дефинира и твојата професионална кариера? Апсолутно. Знаеш, овој филм и оваа приказна заедно со Гоце Смилевски ја припремаме веќе 15 години. И самиот факт што започнавме со документаре за нејзиниот живот, каде што откривме една неверојатна жена и го чекавме вистинскиот момент да дојде кога ќе можеме да ја филмуваме и да ја раскажеме оваа приказна. И сметавме дека ова е правиот момент, посебно што во светот имаме толку војни, толку неправди и некако ни недостасуваат вакви инспиративни ликови на жени во историјата кои што се дале себе си за светот и за помагање. И самиот факт што мајка Тереза доаѓа од ова тло, од нашата земја, ние сме пораснати со митовите за неа, мислевме дека беше на вистина голема приказна да ја раскажеме за Македонија и за македонската кинематографија. Верувам. И филмот ги прати 7 дена од нејзиниот живот, кога таа имала 37 години пред да стане мајка Тереза. Филмот го завршуваме од кога таа го облекува тоа познато сари по кое ние ја познаваме и тргнува во светот да помага. Имено. Со оглед на тоа дека имаше прилика овој пат да работи освен како филмски продуцент, понашто си секако препознатлива, исто така и да ја донесеш твојата актерска експресија во улогата на сестрата Мерцедеш. Што беше можеби најпредизвикувачки во представувањето на Мерцедес и ликот да се влезе во чевлите нејзини? Види, за мене на вистина шансата да се работи со Номи Рапас, Силвија Фокс и Никола Ристановски беше фантастична. Сите они тројца се неверојатни глумци, а за прв пат работам со секој од нив и енергијата која што беше на снимањето, прецизноста,
сите таму бевме во служба да ја осликаме и ја направиме мајка Тереза онака како што Теона ја замислуваше. Така да секојдневно беше нов предизвик за секој од нас и беше фантастично искуство. Посебно да се работи во Белгија, па потоа да се работи во Индија, беше нешто сосема ново за сите нас и беше многу интересно. Фантастично. Јас накусо кажав утрово дека имаше прилика да го мајка да го отвори всушност и посебната категорија токму на Венецискиот филмски фестивал Хоризонти, со оглед на тоа дека ќе има патувачка киноприказна, кажав кино живот на мајка, особено во други делови географски ширум светот. Мислиш дека можеби повторно мајка и ликот на мајка Тереза ќе предизвика една интернационална дебата лабина за тие морални етички прашања што самата приказна можеби ги отвара? Апсолутно. Мислам дека, како што реков, во ова време, некако живееме во време каде што се повеќе стануваме материјалисти и егоисти. Многу често забораваме едни на други, многу често забораваме дека сме тука и треба да помагаме. И она била жена која што се одлучила, која неуморно го правила тоа, и самиот тој Missionary of Charity која он го има создадено и кој што денеска функционира на секаде низ светот каде што е потребна помош, е нешто неверојатно кое што ќе не подсети дека треба постојано самите ние да го правиме. И мислам дека филмот у моментот, например, само октомври и ноември гостува на 24 фестивала на секаде низ светот. Во Белгија на 5 ноември почнува да се отвора во киносалите, па во Франција, па во Италија, па во Германија, па во Полска, па во Чешка, на секаде низ светот. И мислам дека во историјата, во денешниот свет многу малце се покажуваат жени како историски личности. А мајка Тереза е некој што е толку инспиративен, така да мислам дека навистина ќе може светот да ја види и повторно да почнеме да размислуваме за тие наши морални и етички моменти кои што сите ние треба да ги имаме. Искрено едва чекам да го погледам Лабина, со оглед на тоа дека секој пат ликот и делото, како што убаво го нотираше тоа утринава, создава едно прибежиште кај секој од нас, и тука некако ми се постава и прашањето и за себе, можеби до тебе, дали можеби филмот и ќе отвори нови перспективи, особено за младите гледачи, за хуманитарниот дух, посветеноста на другите. Меѓу другото би те прашал само како го доживуваш лично можеби балансот помеѓу документарната вистина и самата драмска интерпретација на самиот филм? Тоа е многу интересно прашање. Знаеш, во овој филм се представува една мајка Тереза која што е базирана на факти, бидејќи ние кога го правевме документарниот филм, успеавме да имаме интервјуа со 5 последни живи сестри кои ја започнала мисијата со неа. И многу работи во филмот се базирани на овие интервјуи и анегдоти кои они ни ги кажува. И на тој начин го создававме тој мозаик за неа. Но во исто време имавме додадено личности, например, како сестрата Агнешка, која што е комплетно додадена и е фиктивна. Така да, навистина, еден вистински портрет за неа, низ ова 15 години на истражување на Теона, на Гоце, на Елма и создавање на сценариото, но има и фиктички моменти кои што се додадени за драматуршки поубаво се оцрта она. И мислам дека овдека е представена една друга мајка, една многу силна жена, една неверојатно инспиративна жена, која што Теона сакаше, која што ја почувствува и сакаше да ја прикаже. Така да е интересна на друг начин представа за мајка Тереза од она што ја знаеме до сега. Едва чекам. Искрено, не би ти одзел многу време. Знам дека ќе има одлична филмска година за вас, односно патувачка приказна. Јас веднаш ќе ти дадам убава рецензија по гледањето на филмот, бидејќи ќе ги поканиме ве сите заедно, дека официјално од вчера започна токму и киноживотот за мајка кој што ќе патува секако споменати и низ други делови од светот, особено ноември и декември. Ќе ти посакам вистина да останеш конзистентна и ингениозна како и секој пат. Голем поздрав и љубов од студиото на Телма и те чекаме во Скопје. Фала многу и фала за поддршката и обавезно да одиш да го видиш филм. Со задоволство и веднаш ти пишувам SMS порака за да
ти ја пренесам и мојата лична да речам длабочина која што ја доживувам преку филмот Мајка, кој што беше еден од очекуваните наслови. Поздрав до нашата Лабина која што треба се вклучи од Брисел.